а ние веднаш одговор ќе побараме од кога, ако не од првиот човек на општина Штип. Велам добар ден и добре дојде за градоначалникот Иван Јорданов. Добре дојдовте. Добар ден и од мене. Благодарам на поканата и на можноста да искомуницираме за значајни теми. Поздрав до гледачите. На почетокот, да се надоврземе на темата која што ја имаме, ќе се изгради ли некогаш домот за стари лица што го започна пензионерите? Благодарам на прашањето. Најпрво да појаснам за моменталната состојба во која што се наоѓа изградбата на овој дом за стари лица. Тоа кое што во минатото се случило како пречка за продолжување на изградбата на овој дом за стари лица е несоодветната планска документација и несоодветното одобрение за градба. Во постапка и процедура како локална самоуправа успеавме да ја промениме планската документација, да соодветствува со она кое што е предвидено и е изградено, но во овој момент во владина постапка е носењето на неколку одлуки со кои што ќе се практично откучи процесот на изградба на овој дом за стари лица. Верувам дека во периодот кој што следи, усогласувањето и донесувањето на овие одлуки од релевантните институции ќе овозможи продолжување на изградбата на објектот кој што ќе придонесе за зголемување на капацитетот кој што не е соодветен, не е доволен за згрижување на старите лица во нашиот град, па и во Источна Македонија. И верувам дека не само овој објект е потребно да се изградат и дополнителни објекти за згрижување на стари лица. Во име на ова, како локална самоуправа, носиме плански документации за уцртување на маркици за дом за стари лица. Веќе сме во завршна фаза покрај бањата Кежовица да се донесе планска документација со која што ќе се овозможат неколку маркици за изградба на ваков тип на објекти, кои што перспективно во наредните години ќе бидат можност за многу инвеститори да изградат вакви објекти. Секако дека овде ресорните министерства ќе имаат можност да дадат поддршка за да корисници на овие објекти можат да бидат не само пензионерите со високи примања, туку и пензионерите со ниски примања, затоа што услугите мора да бидат субвенционирани за да истите се користат и од пензионерите со ниски примања, затоа што тие најчесто се среќаваат со проблемите во оваа старосна граница. Така да ова се чекори кои што се надевам и верувам дека во периодот кој што следи ќе бидат завршени. Објектот кој што предмалку беше проследен во јавност со носењето на одлуките кои што се во владина процедура ќе ни овозможи нам како локална самоуправа да влеземе во финални преговори и разговори со инвеститорот, односно со Сдруженијето на пензионери, за да се заврши последниот циклус, последната фаза од изградбата. Кога сме веќе на оваа тема, пензионери, да споменеме уште една категорија на граѓани во Штип или во источниот регион. Вие и за нив се грижите и тоа се грижите многу, а тоа ќе го покажете и со изградба на дневниот центар за рехабилитација на лица со попречености. Станува збор овој пат за млади луѓе, односно помлада категорија на луѓе, и ова ќе биде прв центар за рехабилитација во државата каде во соработка со бизнис секторот ќе се овозможи работно способување на лицата со попречености. Морам да истакнам дека ова е една болна тема која што ни се провлекува со годините наназад во комуникација со представници на родители на деца со одреден вид на попречености. Искомунициравме во минатото и работевме на проект за изградба на еден ваков центар за рехабилитација во нашиот град. Верувајте, ова нема да ги реши проблемите со кои што тие на дневна основа се среќаваат, но една мотивација и еден чекор кон надминување на проблемите. Овој центар има капацитетност да работи со 24 лица на дневна основа, но она кое што нам ни е крајна цел е да вклучиме поголем број на корисници со тоа што освен просторните услови кои што согласно проектот
се предвидени. Морам да истакнам дека проектот ќе биде финансиран најголем процент од ресорното Министерство за социјална политика, демографија и млади и кофинансирање од страна на општина Штип. Но крајната цел е, освен просторните услови, да се овозможи соодветна политика за работа со лица со попреченост. Да истите лица бидат вклучени во општествениот живот, да се работи со нив полесно, да бидат вклучени во секојдневието, да им се олеснат дневните активности кои што ги имаат и во комуникација и соработка со родителите. Доста предлози кои што ги добиваме, ги надоградуваме како програма за работа и на овој центар во иднина, но и на нас како локална самоуправа. Затоа што, како што напоменав, никогаш нема да е доволно по однос на оваа горчливо прашање за кое што во минатото не се предзеле никакви мерки. На жалост, бројот на лица со попречености од година во година е се поголем и поголем и ова е вклучување на еден аларм по кој што сите како општествени чинители, како политички чинители мораме да се вклучиме во решавањето на овој проблем и во давањето на еден допринос кој што ќе биде мотивација да продолжиме во оваа насока. Пролете некако сите градоначалници во овој период од годината имате полни раце работа. Верувам дека е така и во Штип. Со оглед на тоа што минатата година изгласавте историски најголем буџет на општината за 2025 година и тој изнесува повеќе од 1 милијарда долари. Што? Се извинувам. Денари, средства кои ќе се вратат на граѓаните во форма на капитални проекти. Кои се тие капитални проекти кои што ќе ги реализирате? Па некако тенденцијата од година во година е да се зголемува буџетот со кој што располага општината и со кој што инвестира во проекти, имајќи во предвид дека имаме присуство на инфлација, имаме присуство и на зголемен инвестициски циклус и ако минатата година сме имале основен буџет од 700 милиони денари, еве оваа година имаме 1 милијарда, неколку процентно зголемување на основниот буџет со кој што општината оперира, работи, создава и тековно ја одржува постоечката инфраструктура. Проектите кои што верувам дека оваа година ќе се реализираат, некако напролет почнуваат активностите заради временските прилики, имајќи во предвид дека пролетта и летните месеци се најпродуктивни за работа на отворено, на терен. Временските услови најмногу дозволуваат. Токму така, градежните активности се највидливи во овие сезони. Очекувам реализација и засилена динамика на низа на проекти од различен карактер. Штип има како центар на Источна Македонија можност да во текот на денот во него транзитираат доста жители од околните градови и во работните денови во централното градско подрачје се создава сообраќаен метеж и зголемена потреба од паркирање во центарот на градот. Работиме на неколку проекти за зголемување на паркинг површините со изградба на 2 миникатни гаражи на 3 нивоа, кои што ќе го зголемат капацитетот и површината за паркирање за некаде околу нешто повеќе од 120 паркинг позиции. Паралелно на ова работиме на изведба на нови сообраќајници и во централното градско подрачје, но и нови булевари и нови сообраќајници кои што ќе овозможат побрз транзит и проток на возила, поврзување на едниот дел на градот со другиот дел на градот. Впрочем, во минатото тоа сме го потенцирале, но еве во периодот кој што следи и во месеците кои што изминаа, влеговме во некоја фаза на реализација на долго очекуваниот проект за мини обиколница и поврзување на населбите Пребег железничка со Плужнино, излезот на градот кон Радовиш и Струмица, поврзување на 2 дела на градот кои што ќе овозможи побрз проток и дополнително урбанизирање на парцелите на околу оваа сообраќајница со нов мост на река Брегалница. Дополнително се работи
преку UNDP и шведската амбасада на изработка на проект за нов мост на река Брегалница и поврзување на населбите Балканска и населбата Баби. Ќе овозможи надминување на проблемот со сообраќајниот метеж кој што ни се јавува некако кога луѓето од индустријата завршуваат и излегуваат од работните места па транзитираат до своите домови. Овде најповеќе се создаваше во минатото и денес се создава сообраќајен метеж, така да овој мост и оваа сообраќајница ќе го надмине тој проблем и тој застој кој што со годините наназад и денес ни се јавуваат. Градиме еден спортски храм за неколку спортови, тоа е спортскиот храм Джексон. Направивме измена во тек на градба за да ја зголемиме капацитетноста и да го модернизираме од првично предвиденото, така да очекувам во месеците кои што следуваат и овде да имаме зголемена динамика за работа. Се работи на и друг тип на проекти кои што во секојдневието граѓаните можат да ги воочат, се одржува тековна инфраструктура. Горчливиот проблем кој што Штипјани го има во минатото, а го имаат и денес, со честите прекини во водоснабдувањето го решаваме со изведба на две нови главни водоводни линии, замена на досегашната водоводна главна линија со нови линии и изградба на нова која што ќе го намали притисокот во водоводната мрежа, но и ќе биде како една алтернатива во моменти кога се случуваат дефекти на водоводната мрежа. Градиме два нови резервара со што ќе се зголеми капацитетноста за водоснабдување пред се во летните месеци кога е зголемен притисокот и потребата од литри во секунда до домакинствата и до индустријата. Штип морам да истакнам дека има огромен потенцијал и тој потенцијал го нотираме затоа што има еден инвестициски циклус не само од страна на општината, туку и од сопствениците на капитал. Се градат доста недвижности, стамбени колективни згради, индустријски капацитети. Еве, денес распишавме еден повик за оттуѓување на 10 парцели за индивидуално домување. Во зависност од интересот на граѓаните, верувам дека овде ќе се оттуѓат и останатите 90 парцели во рамки на една ново формирана и ново планирана населба, веднаш до населбата Три чешми према Штип, така да верувам дека интересот кај младите брачни парови ќе биде во насока на купување на парцела за изградба на свој сопствен дом, за да останат во Штип, да останат во Македонија, овде да екзистираат, овде да допринесуваат. Имаме многу аномалии со кои што секојдневно се соочуваме, многу проблеми со кои што се соочуваме, но се надевам дека се трудиме да бидеме ние причина за позитивни промени. Кога сме веќе кај разубавувањето на градот, она што успеав јас да пронедам, како капитален проект го наведувате и новиот мегапарк кој што планирате да го изградите и дополнителниот зелен парк покрај коритото на река Брегалница. Токму така, мегапаркот Иднина е веќе во фаза на изработка, на изградба. Започнати се предвидените активности некаде на површина од 70.000 метри квадратни со предвидена водена површина од 6,5 метри квадратни. Е предвиден овој парк, ова парковна површина да биде уредена со многу елементи, со многу урбана опрема која што асоцира на иднината. Невообичаени содржини кои што верувам дека ќе го привлечат вниманието не само на Штипјани, туку и на жителите на околните градови, викенди да доаѓаат во Штип да го посетат ова како содржина, како можност за релаксација. Најголем парк досега во Штип ќе биде затоа што е на површина, како што напоменав, од 70.000 метри квадратни, но паралелно на изградбата на овој парк кој што е ословен Иднина, работиме на озеленување и уредување на една површина која што е долж велосипедско-пешачката патека покрај кеот покрај река Брегалница, во должина од нешто повеќе од 7 километри. Практично еден потек кој што досега никогаш не бил уреден, соодветно хортикултурно уреден. Веќе се започнати активностите за уредување, осветлување, поставување на урбана опрема, со што
после неколку години од денес Штип ќе има една зелена оаза за релаксација, за уживање на граѓаните во слободно време, затоа што кога ќе излеземе од она урбана џунгла, од асфалтот, од секојдневните активности и обврски, верувам дека ќе успееме да направиме она кое што го имаме како можност денес, да го надоградиме со дополнителни можности, дополнителна содржина за релаксација и рекреација на граѓаните на општина Штип. Времето предвидено за нашиот разговор измина. Може би останавме недокажани за нешто, но верувам дека ќе имаме прилика да се видиме повторно. А јас искрено ви посакувам се она што го имате зацртано за реализација во оваа година да го изреализирате, штипјани да имаат уште подобри услови за живење и што е најважно, она што вие го напомнавте, младите луѓе да не сакаат да си заминат од Штип, туку да останат тука, да си оформат семејства и да го продолжат својот живот во родниот град. Благодарам на поканата, на можноста. Се надевам дека сето ова кое што го споделивме како информација, до следното видување ќе биде реализирано, а граѓаните ќе имаат можност да уживаат во овие проекти.